Наскоро ќе има нови информации во врска со истрагите за модуларната болница Ласкарци, Бесатранс, а за тоа на Лидерска разговарали премиерот Мицковски и лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче. Мицковски денеска одговарајќи на новинарски прашања посочи дека тоа биле едни од главните теми за кои дискутирале со Филипче, но и порача дека одговорност мора да има за секој кој што се огрешил пред законот. Апсолутно се разговара за сите оние случаи, и за Ласкарци, и за Бесатранс, и за модуларната болница во Тетово, и од оние информации кои што ги имам се работи веќе. Така што да почекаме да излезат информациите во јавност, па да ги коментираме, никој нема да биде поштеден, јас тоа ви го гарантирам. По ваквите најави, од јавното обвинителство денеска се воздржуваат од политички коментари, но само кратко велат дека се работи за различни предмети отворени и почнати во различни временски периоди. И додека од Илинденска и Бихачка веќе информираа за дел од темите за кои дискутирале лидерите на двете најголеми партии, во јавноста се погласни се шпекулациите за евентуално или можно излегување на Таравари од владината коалиција поради одредени несогласувања со неговите коалициски партнери од Вреди. Премиерот Мицковски денеска порача дека владината коалиција е стабилна и имаат приближно 2/3 парламентарно мнозинство. Не пропушти прилика да одговори и на обвинувањата на ДУИ за како што велеа моноетничката Лидерска, но и обвинувањата дека како што тврдеа правата и статусот на албанците во земјата се вратени во периодот пред 2000 година. Мицковски ги упати интегративците да се вратат на како што рече зелената агенда и да не ги отвараат етничките прашања само кога се во опозиција.